Јас сум Игор Серафимовски, раководител на единицата за предпродажба и партнерства во секторот за дигитална трансформација во Македонски Телеком АД Скопје. И искрено се радувам дека нашиот тим, придружен од гости и презентери, ќе има можност да изврши презентација на продуктното портфолио за дигитализација. Дигитализацијата се наметна како неминовност, суштествена за нормално екзистирање и развој на секоја компанија во денешно време. Токму затоа целта на овие вебинари е запознавање на нашите корисници со наменски продукти за дигитализација, кои Македонски Телеком може да ги понуди за секој пазарен сегмент, било да се работи за малопродажба, финансија, аграр или како во денешниот случај производство и градежништво. Во текот на презентациите, вашите прашања може да ги поставувате во делот за прашања и одговори, а по завршување на презентациите, нашите презентери ќе ви одговорат на истите. Се работи за основно запознавање со продуктното портфолио за дигитализација, па секој од презентациите нема да трае подолго од 5 минути, така да доколку пројавите интерес за некој продукт, ќе ве контактираме и ќе организираме детална презентација за тој продукт или продукти. Може да започнеме со презентацијата. Прв презентер е Елизабета. Бети, повели. Благодарам, Игор. Здраво на сите, јас сум Елизабета Атанасова Апостоловска, работам во секторот за дигитална трансформација во Македонски Телеком. Како прво од портфолиото дигитални решенија кои ќе ги презентираме денес е продуктот на светскиот лидер на ERP системи SAP SE, решението SAP Business One, како еден од водечките софтвери за управување со бизнис процесите. Наменет е за мали и средни предпријатија, со што се добиваат најновите технологии за помала цена и со пократко време за имплементација, со оптимизиран број на модули, односно решението е распоредено во 15 функционални модули, на тој начин покривајќи ги сите функции во една бизнис организација. Моментално го користат повеќе од 70.000 бизниси ширум светот, во повеќе од 170 држави, а од јануари годинава е локализиран и на македонски јазик. Како што може да видиме на слайдот, бизнис јадрото на SAP Business One ги опфаќа сите стандардни работни процеси во една компанија во соодветните модули, како што се сметководство и финансиско работење, инвентари, дистрибуција, производство, продажба и услуги и така натака. Ги чува сите бизнес критични информации во една база, со што се овозможува брз пристап до информациите без користење на различни системи кои често не се компатибилни еден со друг. При тоа искористени се најновите технологии, т.е. дигитални двигатели, како што се мобилните технологии, клауд технологиите, big data, аналитики, забрзани со Internet of Things и machine learning технологиите. Со овие технологии им се овозможува на компаниите да креираат нови продукти и услуги во дигиталната економија. Понатамо представени се клучните функционалности опфатени со решението, соодветно по бизнис процеси. Овде би напоменала дека SAP Business One е единственото решение изградено за мали и средни бизниси, кој има вграден систем за управување со релации со клиенти, односно вграден CRM систем. Стекнувањето нови клиенти е многу важно за успех, но и максимизирањето на односите со постојните клиенти е подеднакво клучно, а SAP Business One обезбедува алатки кои ќе ви помогнат ефикасно да управувате со целиот процес на продажба и историјата на клиентите, од првиот контакт до финалната продажба, како и услугите на поддршка после продажбата. Интегрираните функционалности овозможуваат целосен преглед на потенцијалните клиенти со цел подобро разбирање и задоволување на потребите на клиентите. Решението ги интегрира финансиските операции во реално време со другите деловни процеси, како што се набавки, производство, продажба, со што се забрзуваат трансакциите и се подобрува видливоста внатре во кешфлоуто. Со имплементираната drill down опција може да се пристапи до било која трансакција. Понатамо, функционалноста производство е целосно интегрирана во SAP Business One преку модулите за залихи, финансии, преку планирање на материјални побарувања, при тоа давајќи видливост на производствениот процес од крај до крај. Со функцијата за предвидување на потребните материјали за производство им се овозможува на корисниците да ја предвидуваат побарувачката врз основа на сигурни прогнози во споредба со подпирање само на примените нарачки. Овие прогнози овозможуваат и да се предвиди идната побарувачка и соодветно да се адаптира планирањето на потребните материјали за производство. Од аспект на аналитики, кои се подеднакво важни, кои даваат увид во работењето на секоја компанија,
SAP Business One обезбедува моќна алатка за анализа извештаи, а ова вклучува целосно интегрирана верзија на софтверот SAP Crystal Reports, така што податоците можат да се собираат од повеќе извори и да се генерираат навремени и точни извештаи засновани на податоци од целата компанија. Доколку сте подружница на некоја поголема компанија која веќе користи SAP ERP систем, може да искористите можноста за преконфигурирана интеграција со SAP системот на вашата матична компанија, со што се олеснува работењето и размената на бизнис информации во реално време. При тоа се постигнува подобра контрола во управување со основните податоци, како што се артикли, клиенти, добавувачи, сметководствен план, консолидација на финансиските информации и тргување во рамките на поврзаните компании. Системот е флексибилен и може лесно да се прилагоди и направи според бизнис потребите на клиентот. Од аспект на хостирање нудиме две опции за инсталација на решението. Едната е локална на инфраструктурата на корисникот on-premise и втората е кај нас на клауд инфраструктурата на Македонски Телеком во нашиот дата центар. Ова би било кратко представување и запознавање со SAP Business One за мали и средни предпријатија. Понатаму, колегата Душко ќе ви презентира следно решение од нашето портфолио DX Office. Повели Дуле. И сега веројатно се слушам. И уште еднаш да кажам да се представам дека Душко Борисовски работам во секторот за препродажба и партнерство на Телеком. Едно интересно решение имаме софтвер, кој е DX Office. Се работи за продукт за автоматско дигитално архивирање, автоматизација исто така на процеси на самите процеси, хостирано е на Телеком Клаудот, на нашиот Телеком Клауд. За Телеком Клаудот некој се каже дека ние знаете дека Телеком Клаудот е оптимизирана, достапна платформа, сместена кај нас во податочни центри, изградени по највисоки стандарди, локација во Скопје, имаме два во центари во Ѓорче и еден во Струмица. Се разбира дека сите податоци на секоја фирма се важни и потребна е безбедна, стабилна платформа која ќе обезбедува брза, континуирана надоградба на тие ресурси. А Македонски Телеком поседува 10 годишно искуство сигурно како клауд сервис провайдер и систем интегратор и поседува клауд инфраструктура која задоволува сите стандарди од технички, безбедносен и организацијски аспект. Знаеме дека ковидов наметна некои нови правила на игра во смисла на дигитализацијата. Некои се смени, некои остана, некои видовме дека се и подобри. Едно од тие решенија исто е во DX Office, каде што се види дека работата преку со дигиталните алатки понекој пат е многу полесна. Архивата, со самата архива, самото решение, прво мора да се каже, некој кажува како сторич не е сторич, него намената е да го сочува интегритетот на самиот документ, валидноста на дигиталните информации, значи многу со децении од сега, со строго пропишани правила и прописи според ЕУ и македонска регулатива. Има лесен дизајн, компаниите добиваат автоматизирани бизнис процеси, например, одобрување на фактури, одобрување на договори, креирање документи, одмори може да подпишуваат, а може да се направат и некој свој процес. Исто така во самото решение може да се подпишуваат документите дигитално, што е многу важно. Како што знаете, дали имаме и дигитални сертификати ние на Телеком нуди. Тоа два типа, квалификувани и напредни. Така да со тоа може да се направи еден добро продуктче, добро решение за самите компании, каде што може сето тоа да го валидираат со дигитален подпис и тој подпис не мора да биде
ставен само преку лаптоп или PC, значи има и мобилна апликација, каде што може преку апликацијата едноставно да немате можност со вас да носите нели лаптоп или да имате пристап на компјутер во моментот, но да потпишете документ со кој што без хартиено нормално, нели преку апликација да потпишете дигитално документ со кој што ќе обезбедите бонус за нашите фудбалери кои влегле во финале на светско првенство, на пример. Или наменета е, значи затоа да кажам да се потпише тоа затоа што е наменета за менеджмент, директори, а менете и за корисници, може да наменете има корисници кои сакаат некој лесен начин додека се на состанок или во движење на земја, дај Боже да шетаат, нели, да направат прибарување на документи, задавање на некоја задача, одобрување на процес и така натаму. Значи, накратко, без хартиено работење, сите тие фацикли, кластери да ги нема, да имате увид кој колега, кога земал некој таск, односно задача, колку време прошол на таа работа, што завршил и кога ја предал на својот колега, можете сето тоа да го видите и да го пребарате. Веднаш да го пребарате, значи, нели, Word-он што е CTRL-F, кога бараме нешто, ова така се бара цел документ. Има и OCR подршка, што е многу важно. Тоа е накратко. Се надевам дека ќе ви биде интересно продукцијава, односно решението. Сега се ќе дадам на мојата драга колешка Тинка, од мене здраво, да се видиме уживо. Чао, чао. Добар ден на сите. Јас сум Климентинка Илиева и дел сум од тимот за Pre-Sales and Partnership во секторот за дигитална трансформација, односно дел сум од тимот на презентери кои што ги презентираат интересните решенија на овој вебинар. Бесконтактно мерење на телесна температура и контрола на пристап е уште едно интересно SaaS решение, кое што обезбедува се применува за зголемена безбедност на вработените и нивните клиенти во компаниите. Се применува секаде каде што има голема фреквенција на луѓе, а има потреба за тоа, како што се, например, болници, училишта, големи трговски центри, молови, магазини, аеродроми и така натаму. Бенефициите од имплементација на вакво решение се повеќе. Пред се применува за спречување на пренос на инфекција од различен вид, преку бесконтактно мерење на телесна температура, односно за намалување на ризикот на пренос на инфекции. Понатаму процесот е сосема автоматизиран, односно нема потреба од ангажирање на дополнителни човечки ресурси, освен на места каде што за тоа навистина е потребно. Системот е ефикасен и точен при детектирањето на покачената телесна температура и параметрите. Понатаму брзината на процесирање е соодветна за да не се спречува протокот на луѓе и да има некакви застои при влегувањето и движењето на луѓето во зградите. Понатаму софтверот што работи во позадина е доста флексибилен, располага со практичен кориснички интерфејс на кој што се конфигурирани визуелни и аудио сигнализации и алерти кои што реагираат при одредени отстапувања. Понатаму овозможува интеграција со други системи како што се детекција на лица, контрола на пристап, смарт имидж анализи и така натаму. И како и секој добар софтвер располага со голем број на статистички графички прикази и тулови за анализа на податоците. Во центарот на ова решение се термографските камери и софтверот и практично дизајнот на секое решение се сведува на соодветен избор на камера, нејзино поставување секако, и понатаму конфигурација, а по потреба и кастомизација на софтверот што работи во позадина. Во продолжение се два примери, односно за две решенија. Едното решение се однесува за поставување на ваков систем во магазин, а второто решение за поставување на овој систем во делот на ритейл, односно во молови или во некои други продажни објекти.
Во принцип и двете решенија повторно се сведуваат на дизајнот решението се сведува на избор на соодветна камера и нејзино поставување. За решението за магацини се работи за избор на камера која што ќе покрива поголем простор, во кој што постојано има движење на луѓе и мерењето на телесната температура треба да биде континуирано. Додека пак за решението за складови, значи јас ги свртев. Додека пак за решението за молови, тогаш има некоја сосема различна поставеност, каде што е потребно на еден мал простор да бидат покриени истовремено мерење на телесна температура на повеќе луѓе. Овде во примерите се дадени во презентацијата само за производство, јас го проширив малку и за останатите сектори. Во принцип, без разлика за кој сектор се работи, решението се сведува на избор на камера, нејзино поставување и понатаму кастомизација и конфигурација на самиот софтвер. Ова е сосема на кратко. Доколку имате специфични барања, тогаш ќе може да се одржи посебна презентација каде што овие ќе бидат повеќе разглобени. Во принцип, денешната презентација се сведува само на кратко интро за решенијата, а вие понатаму ќе можете да побарате и подетални презентации. Следна презентација е time tracking и ќе биде презентер нашата најмлада колешка, тоа е Марија. Марија, повели. Здраво на сите, јас сум Марија Мирчевска, практикант на Smart Start програмата во секторот за дигитална трансформација B2B во Македонски Телеком. Time Tracking е едно ново и современо софтвер за сервис решение, базирано на GPS, жироскоп, сензор за близина, акцелерометар, магнетометар, сензори за мобилни уреди и симула машин learning алгоритмот. Time Tracking сервисот се користи за добивање на точна евиденција, односно време и GPS локација во рамките на самото работно време. Сега, што значи тоа? Тоа значи дека на крајните корисници преку мобилна апликација има возможено управување, евиденција и контрола на работното време, како и контрола на службените патувања и распределба на задачи. Целта на Time Tracking е да ја подобри продуктивноста и ефикасноста на вас и на вашите вработени. Самата апликација нуди да имате контрола на пријава и одјава на работното време, прекувремено работење, како и евиденција на доцнење и на пауза. Исто така имате можност лесно и едноставно да управувате со вашите тимови и да им давате задачи, тоа директно преку апликацијата со следење на самиот статус на дадената задача која што во тој момент се извршува или треба да се изврши. Благодарение на GPS можете да ја дефинирате локацијата и самата апликација прецизно ги обележува местата, односно позициите на вработените во текот на работното време или извршувањето на задачата. Модули кои што ги поседува Time Tracking се бесплатна Android и iOS апликација за мобилни уреди, Web-Back Office апликација во дата центар на Македонски Телеком, која што ќе содржи сите регистрирани податоци преку мобилните апликации и модулите за извештај и исто така друг модул што го содржи е Power BI репорти на база на симула алгоритмот кој е наменет за раководство на компанијата. Сега ќе погледнеме кратко видео за сите овие информации да видиме како практично изгледаат. Еве го видеото.
Накратко, ова беше видеото за time tracking. Да резимираме дека time tracking е решение што секојдневно може да го носиме во джеп и е многу корисно, практично и едноставно. Тоа беше од мене, сега го поканувам мојот колега Алек да продолжи понатаму. Алек, повели. Благодарам, Марија. Јас сум Александар Јовановски, исто така сум дел од секторот за дигитална B2B трансформација и одговорен сум за неколку претежно SaaS и cloud продуктиви у кои е Cisco Collaboration алатките. Да, иднината е хибридна, иако многумина мислеа дека користењето на овие алатки е само привремено и алтернативно решение, во услови на присилна изолација од физичко присуство, која беше наметнато од COVID-19 пандемијата, сепак реалноста е сосема различна. Не само што нема да опадне користењето на овие алатки, туку и ќе се интензивира. На светот се наметна глобален заклучок кој постојано се потенцира дека тој начин на функционирање и комуникација носи многу придобивки и бенефит. Основните начела кои беа суштина и причина за развој на овие алатки излегува на површина, компаниите ги почиствуваа реалните придобивки и со задоволство прифатија хибридната реалност. Инаку како информација, овие алатки не се развиени поради пандемијата, туку многу порано. Нивната намена била првенствено да се зголеми продуктивноста на компанијата како целина, но и на секој вработен поединечно. За користење на овие алатки се заштедуваат многу компаниски ресурси, трошоци, но највеќе заштедуваат на факторот број 1 на денешницата, тоа е времето. Флексибилноста, леснотијата на користење, проверената безбедност, овозможена од прочената Cisco Security, инклузивноста на процесите доведува до брзо прифаќање на овие алатки. Можноста на компаниите да ги донесат виртуелно сите состаноци и учесници на едно место, без трошоци, да имаат избор колку вработени, колку денови ќе работат од своите канцеларии, од своите домови или едноставно од било каде, не само што не донесе пат на продуктивноста, туку напротив, донесе прогрес. Сега и во иднина 98% од сите состаноци ќе имаат барем еден учесник на далечина. Едноставно се повеќе учесници очекуваат, но често и бараат хибриден состанок, односно отколку со физичко присуство. Од ден на ден, се повеќе да се располага со Collaboration алатка станува потреба, а не луксус. Затоа еднината дефинитивно хибридна и таа е овозможена од Webex. Webex One, Webex Meeting, Webex Event, Webex Training, сите овие алатки ги содржат сите функционалности од останатите платформи заедно. Да, недостасуваше симултаниот превод со жив преведувач, но и тоа веќе е решено и однадамна е вклучено во платформата. Сето ова го прави Webex комплетен и единствен продукт на пазарот. Webex Meetings и Webex One ви нудат виртуелни состаноци, инстант интерна, но и комуникација со вашите клиенти и соработници без разлика дали се дел од вашата организација или не. Имате можност за креирање на тимови, простори или spaces, аудио или аудио-видео повеќе со вашите контакти, споделување на документи, чет, сторична клауд за заеднички материјали, видео пораки за надминување на временските зони и многу други функции. Добивате свој клауд со свој сабдомеин, односно организација, на која можете да приклучите голем број на платени, но и бесплатни Webex акаунти и лиценци. Можете мирно и безбедно да комуницирате, заштитени со Cisco Cyber безбедноста, која вклучува мултифакторна автентикација, верификација на идентитет, end-to-end енкрипција, заштита на специфични документи и многу други функции кои ве штитат од упади, но и од кражба на лични или корпоративни полатоци. Webex како SaaS, односно Cloud платформа, работи на било кој Windows, Linux, iOS, Android или било кој уред, се што треба да имате е пристап кон интернет. Работи како веб апликација и како локално инсталирана апликација. Денес во интересно време, само ќе ги набројам основните функционалности, подобрување и новини што ги има Webex. Воведени се дополнителни лејаути на екранот, подобрана е break session опцијата со можност за креирање на виртуелни соби. Noise reduction работи веќе како AI, односно во прв степен се елиминираат сите странични звуци освен говор, а доколку е потребно се издвојува само говорот на говорникот, а се останато, вклучувајќи ги страничните човечки гласови, се елиминираат. Унапредени се емоджите. Webex Assistant е веќе стандардна опција со автоматска транскрипција, автоматски превод од транскрипција, гласовни команди, препознавање на гестови и реакции на сите учесници. Голем број на симултани, како што кажав, живи преведувачи,
Анкетите, односно полингот со помош на слайдо се доведени на сосема ново ниво. Овозможено е користење на голем број на така наречени вградени ембенде third party апликации како што се Socio, Slido, Smartsheet, ThousandEye и многу други. Интеграција имате и синхронизација со Microsoft 365, Microsoft Exchange, Google Calendar, Microsoft Teams и многу други. Снимањето на клауд или локално, видеострим на YouTube, LinkedIn, Facebook. Потребно е подобрено и користењето на виртуелната позадина, контролата на светло на камерите, функцијата Virtual камера и така натаму. Компатибилност имате со Microsoft Teams, Zoom, Skype и многу други платформи кои денеска се користат за како колаборирашн алатки. На располагање ви се широка палета на Office, Home Office и видеоконференцијски уреди за хибридна работа и состаноци со делумна или потполна автономија. И сето тоа со 4K квалитет. Speaker Tracker, Presenter Track, Face Recognition, Voice Control, Wireless Share контенти, 3D наочери и многу други опции ве носат во единствено аудио визуално искуство. Го викувам сите и очекувам од сите заинтересирани да не контактираат после овој вебинар, за да добиете подетални информации за било кој дел и за било кој продукт од WebEx платформата. Македонски Телеком како Cisco партнер ви возможува и потполно бесплатен трајал период од 90 дена за да ги тестирате и испробувате сите функции на WebEx платформата, вклучувајќи ги WebEx Meeting, WebEx Events и WebEx Training во целост и со целосен супорт од наша страна за време на трајалот. По истокот на тој период немате обврска било што да купите. Ако не ви се допаѓа продуктот, тоа едноставно трајалот едноставно згаснува и толку. Ако ви се допаѓа, тука сме да ви помогнеме во изборот и количините. Добра вест е што Cisco има стратегија која остава секоја компанија сама за себе да го диктира обемот и темпото на развој во користењето на collaboration алатките, па така да можете да почнете со минимални инвестиции. За крај би сакал едно кратко видео да ви пуштам за околу овој продукт пред да е само се. How do you elevate hybrid work? Okay, Webex, start my meeting. Looks noisy over there. Can you hear me okay? I can only hear you. Any questions? Let's take a poll. Благодарам на сите. Сега продолжува понатаму мојата колешка Виска Солева. Поздрав од мене и бидете и чувајте се. Здраво на сите, јас сум Искра Солева, исто така вработена во секторот за дигитална трансформација. И ќе ви ги презентирам продуктите Fleet Management и Data Logger. Fleet Management е интегрирано решение кое ви нуди целосна контрола и управување на вашиот возен парк. Ова решение може да биде прилагодено за вашите потреби и е достапно за сите видови комерцијални возила. Негови основни карактеристики се следење на возилата на мапа во реално време и нивно диагностицирање, оптимизација на рути, автоматска контрола на работењето, контрола на потрошувачката и полнењето на гориво, и сите овие заедно со намалување на брзината на движење на возилата ќе допринесе до намалување на трошоците за 15% за гориво. Добивате и GPS уред за навигација и апликација за следење на возилата. Може да бидат инсталирани специјални сонди за тешка механизација
Има и опција за менеджмент на возачите и контрола на нивното работно време. Достапна ви е целосна историја на возилата и вклучена е проактивна и реактивна поддршка. Има можност за интеграција со останати системи као CRM и ERP, преку кој може да вадите разни видови на извештаи, како детален приказ за возилата, на возачите, потрошувачката на гориво, рутите и така натака. Ги намалувате и капиталните трошоци со тоа што може да ја оптимизирате големината на вашата флота преку оптимизација на процесите, односно посетеност на повеќе точки од интерес со истата работна сила и истата флота на возила. Се намалува и можноста од кражба и се продолжува животниот век на возилата. Сето ова доведува до намалување на 12% на вкупните трошоци. Со ова решение добивате целосна слика за вашиот возен парк, имате пристап до податоци за тоа каде, кога и од кого точно се користат вашите компаниски возила. Следно, да кажам нешто повеќе за употребата на различни сензори за зголемување на безбедноста на стоките кои се превезуваат. И со тоа веќе зборуваме за нашиот следен продукт, Data Logger. Следењето на параметрите, како што се температура, влажност, притисок на воздухот и слично, во ладилникот за транспорт е исклучително важно, како за зачување на квалитетот на стоката, така и за исполнување на одредени законски обврски. Хардверските уреди имаат можност да се поврзат со дигиталните сензори за температура и влажност и со аналогната електроника и сензорот за напон. Секој уред комуницира со кал преку GSM модем, а комуникацијата е непрекината и во реално време. Овој систем ги комбинира функционалностите на следење на параметрите во ладилникот за транспорт и следење на локацијата. Способноста за поврзување на различни видови сензори со уредот, како и можноста за конфигурирање на различни аларми и предупредување со испраќање на SMS го разликуваат уредот од различни конкурентни уреди. Со употреба на системот стекнувате многу бројни предности, како спречување на расипување и задржување на квалитетот на стоката, бидејќи го следите цело време во реално време сите параметри. Исполнување на стандардите за складирање, исполнување на законските обврски, следење во реално време и следење на локацијата во реално време на уредите. Сега можам да и предадам на мојата колешка Елена Арсова да ви го презентира следниот продукт. Здраво на сите. Јас сум Елена Арсова и како моите колеги претходно вработена во секторот за дигитална трансформација како архитект на деловни решенија. Продуктот кој ќе ви го представам денес е решението за мониторинг на електрична енергија. Мониторингот на електричната енергија во денешно време представува голем предизвик. Како што знаеме, од сметката за електрична енергија не добиваме многу информации, а уште помалку можеме да заклучиме кои мерки можеме да ги превземеме за да ги заштитиме големите трошоци со кои што се соочуваме. Нашето решение е најдобриот начин да се идентификува вкупниот потенцијал за заштита на енергија, поврзани информации за потрошувачката на енергија на сите нивоа и нивни анализи. Дава информации за вкупната потрошувачка во објектот, информации за потрошувачка на ниво на дистрибутивни разводни табли во објектот, како и информација на ниво на потрошувач, односно уред. Нудиме инженерски пристап во енергетскиот менеджмент, базиран на реални мерења и реални информации согласно ISO 50001. Суштината на нашето решение е ефикасен енергетски менеджмент, односно елиминирање на загубите на енергија, како и оптимизирање на користењето на опремата. Дополнително, согласно промените на напонот и јачината на струјата на уредите кои ги мониторираме, може да се предвиди и можен испад на опремата и проактивно делување и справување со ваковиот тип на проблеми. На овој начин може да се детектираат и лоши инсталации, предимензионирана, односно поддимензионирана опрема или неефикасност на уредите. За да го постигнеме ова, користиме единствена технологија – сензори за мерење на енергија и струја кои се произведени во Германија. Како што кажавме, со овие сензори може да се мери и мониторира потрошувачката на енергија на поединечни струјни кола и потрошувачи, како и на главните доводи во разводните табли и големи потрошувачи. Сите овие сензори комуницираат преку стандарден Modbus протокол со гейтвеј, кој информациите ги пренесува преку интернет до клауд апликацијата. Бидејќи работиме со сензори кои работат на индустријски стандардизиран Modbus протокол, истите може да се приклучат и на други екстерни системи, например BMS, други софтвери за мерење на енергија и така натаму. Самото решение
Вклучува и апликација која е прегледна и лесна за работа. На само неколку клика се податоци за точна идентификација на промената во трошокот, техничка анализа како идентификација на потрошувачката и на заштедите. Апликацијата може да се прилагоди согласно вашите потреби и да се додадат мерни параметри од други системи и сензори доколку имате такви, па да прерасне во едно решение за смарт метеринг. Дополнително, располагаме со експерти во областа на енергетиката и може да понудиме и проактивни извештаи и увид во работењето на потрошувачите, анализа на податоците и препораки за активности, анализа и подготовка на детален план за заштита на енергија, како и континуиран енергетски аудит. Следното решение кое ќе ви го представам денес се однесува на индустрија 4.0, а тоа е платформата Collector Leap. Најпрво, да ги прогледнеме предизвиците во производствените процеси со кои што се соочува една компанија. Производството се состои од бројни поврзани операции. Сложеноста на процесите која прогресивно расте е тешко да се реши со постоечките пристапи. Најпрво, тука е проблемот со долга испорака на суровини. Следува оверфлоу на информации и аларми кои дополнително го отежнуваат и така неефикасниот тек на информации. Понатаму, се јавува дискрепанца помеѓу планот и реалното време за реализација на готов производ. Самите процеси се силно зависни од човечки фактор, со што значително се зголемува веројатноста за грешка. И финално, се соочуваме со неточни предвидувања за побарувачката. Решението кој ние го представуваме денес е Collector Leap, а и платформа за производство. На оваа платформа гледаме како на GPS за производство. Таа помага да се водат производствените процеси на ист начин како што GPS навигацијата го поддржува нашето патување. Оваа платформа користи историски податоци и вештачка интелигенција за да го предвиди производството и да предложи оптимални мерки кога се случуваат непланирани настани. Овде би сакала да нагласам дека Collector Leap се справува со предизвиците независно од индустријата. Дизајниран е поединечно за секоја индустрија во соработка со водечки индустријски експерти, а пред дизајнот и архитектурата е земена во предвид дека секоја компанија е единствена во својот работен тек и култура. Collector Leap користи вештачка интелигенција за учење и прилагодување на специфичноста на секоја компанија одделно. Да погледнеме на кратко архитектурата на решението. Процесот на производство се состои од фиксни и историски податоци. Оваа платформа се храни во реално време со податоците од постоечкото Manufacturing Execution решение, ERP софтвер, PLC или IoT решение. Врз основа на овие податоци, Collector Leap предвидува финализирање на нарачките за производство, земајќи ги во предвид реалните готови производи во секое време. Користи вештачка интелигенција за да се земе предвид специфичноста на секој производ во комбинација со производствени линии, работници, влезни материјали и добавувачи. Collector Leap користи дигитален близнак за да предвиди недостиг од материјал, компетенции за доцнато финализирање на нарачките за производство. Ги известува одговорните вработени да решат причината за предвидените настани пред тие да се случат. Она што исто така важно се напомена е дека Collector Leap ќе елиминира физичките граници доколку вашата компанија располага со неколку производствени локации, односно овозможува неколку производствени локации да работат како една фабрика. Collector Leap го предвидува времето и времетраењето на прекините за операции кои се зависни една од друга. За да се избегне застојот, предлага оптимални мерки или нов производствен план со оглед на тоа што е оптимално за целата компанија. Успехот на оваа платформа се постигнува со комбинирање, односно обединување на двата света, светот на планерите и светот на тимските координатори, овозможувајќи им заедно да креираат оптимални планови и да го одржуваат производството. Collector Leap им помага на планерите да креираат оптимални и реални планови за производство. Користи вештачка интелигенција за да ги дигитализира најдобрите практики и да ги автоматизира задачите што се повторуваат. Воедно, го подобрува преносот на информации со автоматско пренесување на плановите до продавницата и креира известување за релевантни промени и настани. Од друга страна, оваа платформа им помага на тимските координатори да управуваат со несигурноста на производствените процеси. Тоа им дава моќ со брзи симулации да донесуваат информирани одлуки во случај на застој. Collector Leap користи вештачка интелигенција за да предложи оптимални тимови за да се скрати времето на производство, а со тоа да се зголеми продуктивноста. Ова беше краток преглед на двата продукта кои сакав да ви ги представам денес и презентацијата ја предавам на следниот колега Драган Пенков кој ќе зборува за Data Center Preventive Protection.
Само да те најдам, драги. Повели. Добар ден до сите, јас сум Драган Пенков, исто како и колегите вработен во секторот за дигитална трансформација во Македонски Телеком. Јас ќе зборам за нашето решение за Data Center Prevent и Protection, тоест контрола на просторните параметри за ваша и заштита на IT опремата. Значи, ова решение се состои во сензори кои ги мониторираат просторните параметри, микропроцесори за собирање и обработка на податоците, како и кал платформа хостирана на Telecom Cloud, каде што во реално време тие податоци се запишуваат и складираат. Она што е битно да се каже е дека тие податоци, бидејќи се зачувуваат, имате следење, може да се филтрираат, споредуваат и да се прави статистика и историја на податоците на дневна, месечна и годишна основа. Покрај овие параметри, исто се следат и параметри на околината, како што се температура и влажност на просторија, притисокот на воздух и така натаму. Ние имаме неколку системи кои што го нудиме по ова, тоа се базичен систем, напреден систем и професионален систем. Базичен систем се состои од сензори за квалитет на воздух, на гасови и дим, амоњак, азотни оксиди, CO2 и други гасови, како и сензор за пламен, микропроцесор кој ќе ги собере и обработува тие податоци од сензорите и ќе алармира во колку параметрите се вон зададени вредности, како и алармен систем звучен и видлив сигнал за одредени отстапувања. Напреден систем е се оно што го има базичниот систем, но го има и она Cal Cloud-от, значи тие податоци кои што ги собираат овие сензорите ги обработува микропроцесорот, се праќаат во Cal Cloud-от и се запишуваат за да може да се филтрираат и да се прави историја. Едноставно, ако сакате да имате добра превенција, тоа што јас би кажал е дека без вакво нешто, без запишување и складирање на тие податоци и без да имате некаков историјат на можни отстапувања на параметри, не би имале добра превенција. Не дека и базичниот систем не може да направи некаква превенција, но со самото тоа што ќе имате складирање на тие податоци, ќе имате подобра видливост на тоа како некои параметри отстапуваат уште пред да дојде отстапувањето до некоја зададена вредност, да кажеме. Професионалниот систем се сензорите кои што ги имаат сите претходни и напредниот систем, плюс има и за PM честички, PM1, PM2,5, PM10 честички, струен сензор за напојување, амбиентална температура и влажност, а останатото останува исто како што е и кај напредниот систем. Она што би сакал исто да ви кажам следно би било да речеме некои примери како во март месец, да кажеме, најголемиот француски провайдер, cloud провайдер OVH Cloud, каде што се да речеме биле хостирани повеќе од 2% од целокупниот FR домеин во Франција, имаше пожар каде што целиот дата центар и се уништи, им требаше мислам околу 6 месеци да се вратат и не беа ни комплетно вратени. Како поука од тоа, самиот OVH Cloud, да речеме, има сега воведено проект, стратегија за подобра превенција на fire protection. Они увиделе дека добрата превенција би го спречило ова ако имале некаков систем каде што би се наблюдувале параметрите и промена на некои можни параметри. Али не е само пожар, она што ние сакаме да го кажеме, да речеме, има и со стандард каде што има некакви параметри за корозивност на IT опремата, да кажеме во овој случај, особено да речеме хард дисковите. Имавме еден случај каде еден корисник каде поради појава на сулфуров диоксид во воздухот имаше корозија во еден сторич на хард дискови, каде што поголем број од хард дисковите поради тоа беа уништени. Така да, ако има таква добра превенција каде што тој сулфуров диоксид може да се мониторира со сензори, тоа би можело да се превенира. Кај нив тоа беше случај поради користење на гипс картони кои што ги испушташе тој сулфуров диоксид и поради тоа настанаа тие проблеми. Едноставно, добра превенција би ве заштитила и вас и самата просторија каде што е вашата IT опрема која што е критична за вашето работење. Тоа е тоа што ви сакам накратко да го кажам за овој продукт. За било кои детални информации, ако сте заинтересирани, можеме да направиме подетална информација, а секако има и QA секторот каде што можете да поставите прашање. Сега би го пренел на нашиот надворешен cyber експерт, кој што би презентирал за cyber security, само да го најдам Филип. Повели Филип.
Добар ден на сите, ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе бидеме успешни во овие презентации, ќе дадеме до знаење на нашите корисници и клиенти за подобра безбедност и зголемување на безбедноста. Значи, сите овие, само секунда да минам слайдот. Кликни на него, page I page down, Филип. Ето. Okay. Значи, сите овие софтвери и решенија не може да поминат без безбедносни проверки, како и што се поминати, така да ви уверувам дека дека е уложено во нивната безбедност и во користењето ќе немате проблем со безбедноста, така да затоа по тој аспект и Телеком како оператор не ангажира нас како надворешни експерти за напредување безбедноста во вашите компании со неколку сервиси како што се пенетрацијско тестирање, одговор на инциденти, односно инцидент респонс во случај да се случи некаков инцидент, напади со социјален инженеринг, управување со сајбер безбедност, одлука за подигнување на свеста за безбедноста на вашите вработени и лог менеджмент. Сите овие сервиси може да ги обезбедиме за вас како корисни со цел да се чувствувате безбедно и да работите во една побезбедна околина. Што подразбираме под пенетрацијско тестирање, тоа е еден сервис кој буквално во денешно време, во време на дигитализација, треба да го искористи секоја една компанија, секој еден клучен менеджер кој што мисли добро на компанијата, односно мисли за безбедноста на податоци неговите вработени. Ние ги работиме овие пенетрацијски тестирања во неколку фази, и тоа црна кутија, сива кутија, бела кутија, нема да се задржувам многу на овие детали, односно црна кутија симулираме хакери од надвор, односно хакери од Зимбабве, каде што ја напаѓаме вашата организација, вашите системи, како некој непознат хакер, со цел да видиме колку е реално вашата безбедност добра и на кој ниво е. Сивата кутија е пристап во кој што ние настапуваме заедно со вас, односно ве напаѓаме со некакви ваши информации или симулираме ваш незадоволен вработен или хакиран ваш уред, компјутер, рутер, фаервол или слично, односно во вашата интерна мрежа, односно ја проверуваме вашата интерна инфраструктура како функционира од безбедносен аспект. Во белата кутија правиме заедничка ревизија со анализа и со анализа на кодови, анализа на вашите конфигурации, во односно да како вашите мрежни, системски, апликативни инженери ги подесиле вашите системи и колку се тие безбедни, колку се отпорни на било каков напад од натре или од надвор. IT безбедносни ревизии, односно security assessment или проценка на безбедноста на вашата компанија, која што ја проценуваме моменталната ситуација и даваме препораки како треба и односно што треба да направите за да се подобрите во безбедноста на вашата инфраструктура и во вашата компанија. Во однос на сервисот за одговор на инциденти, тоа е нешто што моментално ќе биде многу барано и односно нешто што ќе треба, а го нема многу во нашиот регион. Ние го работиме тоа на принцип, доколку се случи некаков инцидент во вашата компанија, односно бидете хакирани, ние со нашиот тим кој што е 24/7 излегуваме на терен, го детектираме инцидентот, го анулираме и наоѓаме неговата причина и даваме препораки за повторно не се деси. И најглавното го наоѓаме причинител за да се покренете ваша постапка согласно нели законите во Република Македонија. Морам да напоменам дека и новите закони кои што и регулативи кои што доаѓаат во Македонија, а посебно агенција, законот за заштита на лични податоци и новата директива која што доаѓа за мрежна безбедност во нашата земја, го наложува тоа да имате вие тим таков за одговор на инциденти, односно што доколку имате вашето ниво на безбедност на повисоко ниво и ве оценуваат како безбедна компанија. Во однос на лог менеджментот исто така можеме да имплементираме систем кај вас или на клауд за следење на сите настани на вашите администратори, вработени, вашите мрежни логови, вашите мрежни, системски, апликативни логови, односно управување со нив, со цел да се види дали има некаква сомнителна активност и дали некој се обидува да направи некаква злонамерна активност во вашите системи, апликации или мрежни уреди.
Со ова имаме ние детекција во реално време, доколку некој сака нешто да направи или доколку некој направи со цел да го откриеме причинителот на некаква злонамерна активност. Во однос на security awareness, односно подигнување на свеста на вработените е многу битна алатка, односно сега веќе го наложуваат нели законите за ваков тип на обука. Таа е со цел да се зголеми, да се даде едно основно ниво на знаење на вработените за сайбер безбедноста, во однос на кој што е информатска сигурност, како изгледаат хакерските напади, што се хакерски напади, како изгледаат имейл пораки, како да одговориме на тие спам или имейл пораки, налажни пораки, што е ransomware, што е вирус, како изгледаат тие фишинг напади кои што напаѓаат нашата организација и самите нас, како се изведува тоа преку социјалното инженеринг, да научиме да препознаеме уствари доколку ние сме нападнати. Во случај кога сме нападнати, да знаеме дека ние стварно сме нападнати, знаеме каде да пријавиме и како треба да реагираме, какви се нашите препораки, која е нивната примена и како исто да го користиме безбедно интернетот и дигиталните ресурси во ова време на дигитализација. Една од основните работи кои што од каде што треба да почнеме во унапредувањето на безбедноста на вашата компанија е токму обуката за подигнување на свеста за безбедност на вашите вработени, а поготово на клучни вработени кои што имаат пристап до критични податоци, до критични сензитивни податоци. Генерално тоа е за од сервисите кои што можеме да ви ги понудиме. Ви препорачувам да правите една стратегија, да зборувате со вашиот менеджмент за да ангажира некои од сервиси, затоа што во време на дигитализација не е моментот, више не се постава прашањето дали ќе бидеме нападнати, односно туку кога ќе бидеме нападнати. Ви благодарам. Така сега го најавувам повторно Игор Серафимовски. Фишо, фала ти. Да. Последната презентација за денес Energy Efficiency нема да изведеме, беше спречен презентерот, меѓутоа ќе ни биде задоволство на некој подетелен состанок, нели, да ве посетиме и истата да ја презентираме. Доста е атрактивна тема во денешно време, нели, време на оптимизација на трошоци, заштеди и ред други работи, така да ви стоиме на располагање. Сега моментално, Алек, дали е спремен полот, анкетата? Момент само. Ќе ве замолам во наредните. Ќе ја пуштиме. Баш. Ако е подготвена, можеме веднаш да ја пополниме, ако не може да преđеме на прашање и одговори. Додека трае пол анкетата, може да преđеме на темата, нели, прашања и одговори. Како што кажав, ова беше брз брифинг и преглед на нашето портфолио за дигитализација, така да вистинските прашања би се поставили на накнаден подетелен состанок, каде што очекуваме да не поканите и во заеднички муабет да ви испрезентираме подетелно на секој од овие теми. Пол анкетата излезе. Ќе ве замолам да ја пополните. И како што кажав, за прашање и одговори на дополнителен состанок. Доколку имате некој прашање и сега во моментот, може со raise hand, нели, да го поставите, па нашите презентери ќе ви одговорат на истото. Добро, доколку нема прашања, нели, во моментот, доколку сте пополнили анкетата, може да дам завршен збор или за денес. Сакам да ви се заблагодарам на сите на времето, мислам дека не бевме досадни, успеавме во
не цел час, нели целото портфолио да го презентираме, 11 продукти од нашето организацијско портфолио. Јас ве охрабрувам да се качите на било кој од овие 11 вагони од возот наречен дигитална трансформација, па заедно да патуваме кон успехот и кон развој на вашата компанија. Дозволете да бидеме ваш партнер во процесот на дигитализација. Ви посакувам на сите убав ден и до скоро видување.